Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. 2022 е година која ќе остане запаметена по голем број лаги и невистини на Христијан Мицкоски. Мицкоски стана целосен заложник на Димитар Апасиев, немаше период од годината, а Мицкоски да не излезеше со тешка лага, манипулација или конструкција. Лага број 1, првата и најголемата лага на Мицкоски за 2022 година е дека ќе ни се случи асимилација и бугаризација. Со оваа голема лага, Мицкоски и Апасиев создаваа хистерија во јавноста и го потпалуваа народот. Токму под слоганот "Не за асимилација и бугаризација", Мицкоски и Апасиев водеа секојдневни насилни протести против францускиот, односно европскиот предлог. Резултат на таа хистерија беа насилните протести и фрлање молотови коктели врз институциите. Последниот предлог не е ништо друго освен класична асимилација на македонскиот народ и македонскиот идентитет. Ова што ни се нуди е асимилација и бугаризација, а не ЕУ. Ова беа зборовите, односно лагите на Мицкоски, кои извираа од неговата уста секој ден. Лажеше Мицкоски за македонскиот јазик. Заедно со неговите пратеници лажеше дека македонскиот јазик ќе биде прогласен за бугарски дијалект. Овие лаги на Мицкоски потонаа во вода многу брзо. После 5 месеци, тоа е јасно како бел ден, Мицкоски лажеше. Нема асимилација, нема бугаризација, има заштитен македонски јазик во ЕУ. Се одржа првата меѓувладина конференција со ЕУ, каде јасно и недвосмислено стоеше македонски јазик, без додавки, без фусноти и без објаснување. На македонски јазик со чиста формулација се одвива и скрининг процесот кој е во тек. Договорот за Фронтекс е потпишан на македонски јазик и на официјалните јазици на Европската унија. Се потврди дека Мицкоски ги лаже сопствените граѓани. Нема став и затоа е во целосно заложништво на Димитар Апасиев. Едноставно, на Мицкоски не може да му се верува. Ви благодарам и повелете со прашање. Доколку нема, ви благодарам.